Почнете од почеток со Бони Сала. Ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене. Твојот жезол и твојата палка ме утешуваат. Псалм, 23 глава, 4 стих. Уште беше темно кога звуците на муслиманскиот повик за молитва ме разбуди. Татко ми рече, облечи се, да истражуваме. Веројатно имав 11 години, но не престарена за да држам цврсто раката на татко ми кога се заминувавме од хотелот. Никогаш нема да заборавам како талкавме низ улиците и пазарите на Амон, Јордан, што се будеа. Бе воодушевена и ужасната. Но со татко ми покрај мене. Знаев дека сум безбедна. Помислувам на тој ден кога го читам Псалмо 23 во Библијата. Искуството на Давид беше нешто поужасно отколку што е странскиот град за едно мало девојче. Ако тргнам и низ најмрачната долина или долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене, запиша Давид. Псалм 23, стих 4. Јас знаев дека татко ми никогаш нема да ме доведе во ситуација што не е безбедна или од која не можам да се одбранам. Знаев кој е покрај мене. Така блискоста на Давид со неговиот заштитник ја направи сета разлика. Господ е близу до оние кои го повикуваат. Давид го повтори тоа во други псалми. Псалм 16, стих 8. Псалм 145, 18 стих. Јас и ти не мора да се плашиме од долината во која се наоѓаме денес или финалната долина меѓу тука и вечноста. Писмото вели дека кога се приближуваме кон Бог, тој ќе се приближи кон нас. Јаков, 4 глава, 8 стих. Исус, добриот пастир, ги води сите кои се водени од него. Јован, 10 глава, 27 стих. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.